Почитувани, владата која ја предлага Зоран Заев не е никаков нов почеток, туку продолжување на спрегата на стари, истрошени и транзицијски кадри, криминалот и корупцијата. Коалицијата за криминал и тендери не може да донесе реформи, ниту пак свежина. Коалицијата за криминал и тендери ќе донесе поделби, стагнација, неспособност и афери. Уште незапочната и неизгласана, новата влада ја тресат афери како евростандард тешка 200 милиони евра, ковид криза која одзема секојдневно животи и дупка во буџетот од нова 1 милиарда евра потрошена на подкуп. Ќе имаме влада која на само неколку дена пред почеток на училишната година нема никаков план ниту програма. Имаме влада и предлог за премиер кој денес гледаме дека заборави на реалните проблеми, а говори општи флоскули и фрази за почвата, воздухот и водата. Заборави на сите негови ветувања. Составот на предлог владата гарантира дека следува период каде ќе се повторат рекетите, роднинските тендери и заштитата на криминалците. Зоран Заев не може да испорача ниту еден случај на спроведување на правдата, а изговорите ќе ги бара во судството и обвинителството, кое тој ги владее. Што се однесува до економијата, следува најцрниот период за стопанството и оправдувањето неосновано ќе го бара во својот коалиционен партнер кој ќе ги владее ресорите, кои нема да работат ништо. Впрочем, ќе бидеме некој нов јули, каде ќе каже оправдување дека 5 пари не вреди дуи, додека граѓаните ќе тонат во сиромаштија. Нема простор за оптимизам. Граѓаните не добиваат нова влада, туку добија повторување на старите и истрошени кадри, кои се компрометирани со афери и криминали. Добија влада која веќе меѓународните институции ја прогласија за најкорумпирана во Европа. Го добија Оливер Спасовски, кој не реши ниту едно убиство, Радмила Шеќеринска, која е транзицијски кадар со 1 тон афери зад себе. Никола Димитров, кој си делеше стипендии за своите деца, советникот за неправда Маричич, кој стана министер за правда со цело едно дрво непотизам во судско-обвинителската сфера, Венко Филипче, кој најкатастрофално се справи со ковидот во Европа, повторно станува министер. Љупчо Николовски, кој правеше најголеми криминали, сега ќе се бори против корупцијата. Ова е влада за криминал и економско фијаско. Што се однесува до предлогот за подпредседатели на собранието, на површина излегува лукративноста и пазарџискиот менталитет на Зоран Заев. Во исто време, кога се фали дека се кратат министерства, треба да каже дека се трошат пари за нови тела и секретаријати, преку кои ќе продолжат да функционираат тие министерства и се воведуваат 5 подпредседателски места во собранието, кои ќе ги трошат народните пари, додека народот осиромашува. ВМРО ДПМНЕ нема да го легитимира нечесниот предлог на Заев, кој е само за коалиција, трговија и пазарџиство, и од тука нема да го прифати неговиот предлог. Парите треба да се трошат за народот, а не за трговија на Заев. Воедно, ВМРО ДПМНЕ го осудува недозволивото кршење на деловникот на собранието од страна на пратениците на СДС и коалицијата при постапката за избор на нови пратеници. Новоизбраните пратеници се нелегално и нелегитимно одбрани со кршење на деловник. Неделовнички е изборот на новите пратеници. Затоа ние ќе поднесеме тужба до Управниот суд на државата. Верификационата комисија постои исклучиво само за време на конститутивната седница, согласно член 12 од деловникот на собранието. За верификација на мандати, на остатокот на мандатите во деловникот, треба да се чита членот 17, кој што вели:
верификација на мандатот на пратеници кои станале пратеници од листа на кандидати за остатокот од мандатот, Собранието ја врши на првата наредна седница врз основа на извештајот од Државната изборна комисија како предлог од Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања. Што значи, мандатот е завршен и со тоа надлежностите на верификационата комисија се исцрпени. Ви благодарам. Дали имаме некои прашања? Да, имаме. Првото моје прашање се поврзува со следната седница на Собранието гласање за новиот состав на владата. Вие имате критики за составот на новата влада. Дали ќе присуствувате како пратеници во собрание во седницата која ќе се изгласа новата влада и дали ќе предложите подпредседател на собранието? Имаше најава од Илија Димовски, но ми треба коментари од партијата дали ќе предложите подпредседател на собранието. По однос на првото прашање, да, ќе присуствуваме на таа седница и ќе се пријавуваме за говор со цел да ги разобличиме сите стари транзицијски истрошени кадри на оваа, не би рекла, нова влада. А по однос на второто прашање, јас веќе во пресото го одговорив дека овој па и сите останати предлози на Зоран Заев, кои што значат трговија, раскусурување со неговите незадоволни коалициони партнери и пазарџиство, ниту сега, ниту во иднина од страна на ВМРО ДПМН нема да бидат прифатени.